8 е часот и 13 минути и време е за првиот утрински разговор ова утро. Како што веќе ви најавив пред прилогот, ќе зборуваме за Буба клуб Македонија, а поводот за овој разговор е тоа што тие во сабота на 22 април имаат еден собир по повод нивниот 13-ти роден ден. Ова утро веќе ни пристигна во студиото председателот на Буба клубот Македонија, Тиберија Киријас, а другиот гостин Елвир Садиковиќ, кој што е подпредседател на Буба клубот Македонија, го очекуваме да ни пристигне, доколку стаса додека ни е разговорот, може слободно да ни се приклучи во програмата. Тиберија, добро утро. Добро ни дојде во утринската програма. Она што е повод за денешниот разговор е тоа што ќе се случува во сабота. На 22 април, еден собир на Буба клуб Македонија. Пред да зборуваме за тоа дефиле што ќе се случува, да ми кажеш кога е формиран клубот пред 13 години, меѓутоа со која цел? Да, клубот е формиран во 2010 година. Првиот собир е на 17 април се случил и тој е земен за ден кога се оформил клубот. Целта е здружување на љубениците, симпатизерите и собствениците на олдтаймер возилата Volkswagen со воздушно ладење на моторот. И сочување на овој бренд на возила, негување на културата кон историските возила кои ги имаме и ги возиме секојдневно и да можеме да си споделуваме искуства, да, и да си помагаме со одржување на возилата и дружење. Најбитно е дружбата. Дружбата. Да. Колку членови има во Буба клуб Македонија? Имате и почесни членови, така? Да. Моментално имаме 15 членови во Буба клуб Македонија, од кои 20 почесни членови, тоа значи дека се ослободени од чланарина и по некоја заслуга ги сметаме за почесни членови. Ни е драго што се дел од нашиот клуб и они исто така има себе полноправни членови како нас, но имаме и таков член во статутот на клубот да ги озваничиме некои членови кои сметаме дека не се посебни. Така. Она што е интересно и можеби атрактивно за нашите гледачи, а тоа е она што ќе се случува во сабота по повод 13-тиот роден ден на Буба клуб Македонија. Да ни кажат, мислам дека пријавувањето веќе е завршено, беше до 14 април. Да, до 14 април беше пријавувањето и собирот е роденденски собир или годишнина на клубот, го славиме со тоа што ќе покануваме членови на собственици на олдтаймер возила од разни клубови од Македонија и во регионот, како и собственици индивидуалци. Но претежно официјална покана немаме, него е покана на нашата официјална веб страна кај што секој може да се пријави до 14 април. Настанот е 3-дневен, петок, сабота и недела, за да биде интересно за некој што ќе дојде од подалеку да го угостиме, почастиме, прошетаме и заедно се дружиме, али главниот настане во сабота. Во сабота. Значи ќе има учество на луѓе и надвор од Македонија, така? Да, ќе има повеќе од 30 возачи на собственици на олдтаймер возила од регионот. Од Србија ќе ни дојдат од Врање, од Ниш, од Белград, од Црна Гора, од Беране, од Грција ќе ни дојдат дури од Volkswagen клубот Кефалонија. Интересно е што у токав број ќе ни дојдат луѓе и од Македонија, исто така ќе ни дојдат од неколку градови од Македонија и можно да дојдат и од Елбасан, исто така еден пријател. Ќе имате дефиле, така? Значи, едно возно дефиле ќе имаме од сабалето во 9:30 кога ќе се чекаме пред хотел Континентал. Едно кратко возно дефиле ќе направиме, кај што позади Изгейт ќе свртиме према Мавровка семафорите и ќе се упатиме према главна локација кај црквата Пресвета Богородица. Сега во моментов додека разговараме, во меѓувреме ни се приклучи и Елвир Садиковиќ, кој што го најавив на почетокот. Тој е подпредседател на Буба клуб Македонија. Елвир, добро утро.
Добро ли дојдовте во утринската програма во живо, е нели гужви се низ скопските улици, меѓутоа ви благодарам што сепак стасавте на време. Зборувавме малку за активностите на Буба клуб Македонија, зборувавме за она што ќе се случува во сабота. Да ни кажете едно ваше вака видување околу олтајмерите. Зборуваме значи за Буба, веќе Буба не се произведува од 2000, вие ќе ми кажете која година, ќе ми помогнете. Да ми кажете дали е тешко да се одржува еден ваков олтајмер и колку чини? Добро утро вам и на гледачите на Алфа телевизија. Благодарам за поканата. Ете и можноста да го најавиме овој наш убав еден настан кој што ќе се случи во сабота. Како што и кажавте, скап спорт, кој што бара многу финансии, многу вложувања, многу труд за да се доведе во состојба како што била првобитна. Зборам за Бубата и за сите останати олтајмери, значи возила кои што спаѓаат во таа категорија. Секако дека представува големо задоволство на сите тие собственици и сите тие кои што ги одржуваат тие возила. И нормално дека сите ние со голема љубов, што се вика, и со многу голем труд се грижиме за тие наши олтајмери, бидејќи со еден збор ја секогаш кажувам, нашите возила, ева бубите, нашите буби ни го разубавуваат животот. И представуваат еден битен сегмент во нашиот живот. Зборам за сите тие, ете, генерално себе да не испадне само за бубата и за сите тие кои што имат тие возила. Во врска со активностите што ме прашавте, нели, околу активностите на Буба клуб Македонија. Значи, Буба клуб Македонија, доколку ми дозволите, јас би сакал да кажам оце еден осврт за создавањето и основањето на клубот. Значи, клубот, јас сум еден од основачите, значи, на клубот, човек кој што ги удри темелите. Првиот председател и кој што ги удри темелите, можеме да кажеме, на Буба клуб Македонија. Пред добри 13 години, ете, сите се чудиме, гледаме бројката 13 и се чудиме колку брзо минува времето, да. Меѓутоа, ете, после многу години, долгогодишни, можеме да кажеме, пропаднати иницијативи за формирање на таков еден клуб, конечно го оформивме на 17 април 2010 година со првиот собил кој што се одржа во просториите на основното училиште Јан Комненски во Тафталиџе. Тука и извршивме презентацијата, прва презентација на формирањето на клубот, почна активностите на Буба клуб Македонија. Следеа години полни со активности, следеа години полни со дефилеа, со паради на Буба клуб Македонија и членовите на Буба клуб Македонија, ни сите градови од државата, почнувајќи, значи, од Скопје, па преку Битола, Охрид, Прилеп, Тетово, Гостивар, Куманово и сите останати градови. Тие дефилеа и тие паради беа поздравени од сите наши граѓани и сограѓани, значи, во тие градови. Навистина направивме нешто многу прекрасно и убаво. Конечно, ете се собра една, можам да кажам, екипа на собственици на овие возила и ете, функционираме. До ден денеска функционираме и се надевам дека и понатаму ќе функционираме, бидејќи Буба клуб Македонија, јас ќе кажам повторно, со почетот кон останатите клубови, ги удри темелите на клубското делување, зборам за олтајмери, значи не збориме некој спортски клуб или тркачки клуб. Соработувате ли со останатите клубови? Да, со останатите собственици на други марки на олтајмери? Точно. Соработуваме и со останативе клубови. Меѓутоа можеме да кажеме дека Буба клуб Македонија е еден од најстарите, збораме еден од најстарите клубови на овие простори, кои што навистина остави белег во олтајмерството. Ние не викаме дека нема и останати, има индивидуалци, има собственици, меѓутоа збориме како клуб, како клубско делување. Значи на овие простори веќе 13 години организира дефилеа, паради, собири, роденденски собири, собирот по повод светскиот ден на Бубата. Еве, ние гордо можеме да кажеме, пред 13 години Буба клуб влезе во тоа големо семејство на Буба клубови ни светот, затоа што имаме и постои светски ден на Бубата, а тоа е 22 јуни.
Имаме, значи, дружење, пикник, одбележуваме некои позначајни настани кај нас преку тие дефилеа и можеме да кажеме дека при секое наше движење и секое наше појавување во градот Скопје и пошироко плениме многу насмевки од нашиве сограѓани. Сега во сабота, значи, ќе може да ве гледаат сите, нели? Бидејќи ќе имате дефиле низ скопските улици. Ќе имаме дефиле, значи ќе имаме дефиле, ќе имаме, како што рече Тиберија, значи главниот настан ќе биде кај црквата Света Богородица, веднаш до, можеме да кажем, до зградата на А1, еве да кажеме телевизија, ова компанија мобилна, компанија, тука се наоѓа за да знаат подетално или спроти зградата на Ману. Во 12 и трае до 2 официјално. До 14. Официјално до 14 часот имаме програма на настанот, секако дека пред тоа ќе имаме дефиле, како што рече Тиберија, кај што се сите наши гости од регионот и од државата, ќе се упатиме сите заедно кон локацијата кај што ќе биде настанот. Тамо ќе имаме програма, ќе доделуваме благодарници, ќе представиме сите наши колеги кои што се. После во самиот програм на Буба клуб Македонија ние исто така организираме, биејќи тоа е малце мој дел, Ирена, ви знаете, покрај тоа што сум собственик на Олтаймер, ќе организираме и туристички разлет на градот Скопје за нашите гости. Значи сепак убаво е, трае 3 дена, нели, како што кажа Тиберија. Сепак убаво е, значи и нашите гости кои ќе дојдат покрај тоа дружење со олтајмери нешто да видат и да научат за нашето културно-историско минато на градот Скопје. Значи, после тоа следи, имаме ручек со нашите гости, значи со нашите гости и потоа навечер продолжува програмата со дружење со сите наши членови. Малку да позборуваме за бубата, како олтајмер. Да ми кажете, во Македонија, која е најстарата буба? Учесник еве во или можеби која што е чисто сопственик е член на вашиот клуб? Собственик на нашиот клуб е мојата буба од 1967 и на колегата Здраве од исто из 1967. Единствено што не знам моментално кој месец е произведена неговата, па да речеме која е или постара од нашите две. А во Македонија има и постари буби кои се во возна состојба, но луѓето не членуваат во некој клуб, се индивидуалци. Битно е најбитно е да нашиот интерес, речеме, на клубот и мојата желба е да што повеќе луѓе сакаат да се членуваат, преку членувањето да се дружат и да патуваме заедно. И нели при тоа да се реставрираат бубата, им помогнеме со делови да најдат од разни региони, пошто не се произведува веќе, но одржувањето? сепак... Вие сигурно комуницирате меѓу себе и со останатите клубови, претпоставувам, кои што се надвор од имате соработка со останатите клубови од надвор од Македонија. Дали е тешко да се најдат тие делови, јас многу сега не се разбирам во автомобили, меѓутоа дали е тешко да се најде, бидејќи се сепак олтајмери и кажавте дека веќе и не се произведува овој вид на автомобил? Во Македонија, во Скопје, тешко може да се најдат делови, оригинални не постојат веќе, нели, али некои што може да се компатибилни, може да се најдат, али тоа е многу малку. Најчесто се снаоѓаме преку приватни собствени канали, преку Истанбул. Белград има сопродавница кои носат делови кои ги импортираат за Volkswagen буба од Холандија, од Германија, преку пријатели ќе ни донесат, дури од Америка имам набавувано делови, али се снаоѓаме, има делови, пошто се произвеле у текот на времето кога почнал да се произведува до 2002 година, кога престанало производството официјално на таа класичната Volkswagen буба. Имало 22 милиони, така да има се уште многу луѓе што ја возат и сепак тие возила мора да се Тие се сите во возна состојба, така? Да. Колку име брзината по која што возат? Па, они се регистрирани на обертомерот до 140, но во добра состојба мотор може 130-135 да извози, поред. Но сепак еден колега од Gentleman's Cruise Скопје ќе спомена многу добро термин кој кажа со брзината на возиме со брзината на уживањето. Значи колку ни е пријатно да возиме, обично е 90-100. Значи поишто од тоа нема веќе не е толку комфортно. Да. Кажавте и дека ќе доделувате пофалници.
на Има благодарност. некој нешто како оценување, така? Или само за учесниците? Не ни е у интерес да биде на трудачки карактер. Пред се е ова за дружење. Собирот, пошто секој пат, знаеш, многу е субјективно таа која чиво возило е најубаво реставрирано, сепак. Има ли каде да се одржуваат овие буби во Македонија? Да, Кој ги прави, кој потешко, или тоа самите на рака се бројат мајстори што ги знаат да ги работат, да ги поправаат и повеќе доста од членовите и сами си ги поправат, пошто уште на времето и се уште има книги технички, нели, што сервисни прирачници како се поправат. За фарбање или Марија, кога ќе ме праша некој, извини, лимар да ми препорачаш, викам, толку е незгодно барањето, ти кажам да сум мајстор, како ќе ти биде среќата, како ќе спознаеш, мислам. И може да даде процесот од 3-4 месеци, што година дена, а имаме колега што 2 години му се прави бубата. Пошто сепак специфично е возило, треба некој да мајстор се посвети доста време, не е како денешните возила кај што праникот, да речеме, го вадиш први, ставаш нов или тоа сепак има специфичности. Така. Тука сме некаде пред крај на разговорот. Брзо ни измина некако времето. Пред да се одјавиме, да ми кажете само накратко кои би биле следните активности на Буба клуб Македонија до крајот на годинава, покрај ова роденденско дефиле кој што се организира во сабота. Односно цел викенд, петок, сабота, недела. Да. Следните активности, покрај тоа што значи роденденот сега ќе го имаме во сабота, роденденскиот настан, значи следната активност е 22 јуни, тоа е светскиот ден на бубата, каде што секаде низ светот сите буба клубови го прославуваат тој ден, така да еве ние веќе 13-та година и ова година ќе прославиме, ќе имаме таа, значи тој собир, таа активност. Секако дека до крајот на годината ќе имаме повеќе активности, некаде во септември исто така имаме пикник дружење со членовите на Буба клуб Македонија и ред други активности кои што спонтано доаѓаат со оглед на значи активностите и настаните кои што ќе се одвиваат до крајот на годината. Новогодишниот собир. Да, и новогодишниот собир, тоа го заборав, новогодишниот собир со новогодишното дефиле, тоа морам да го кажам дека за прв пат пред 3 години, така Тиберија, прв пат, втора или трета година да. Так. Буба клуб Македонија организираше прво новогодишно дефиле, каде што буба наши возила беа украсени со убави лампички, значи со убави светла и така декорирани за нова година, декорирани, да, убаво продефилиравме низ градот, навистина беше водеше во очки и право вистинска атракција, затоа што многу наши сограѓани беа изненадени со нашето присуство и со нашето движење. Тоа прво новогодишно дефиле или прво новогодишен собир беше на площадот Македонија. Навистина привлече големо внимание на наши сограѓани, така да и понатаму ќе бидеме и понатаму ќе организираме активности со цел да ја негуваме традицијата на ова легендарно возило, буба, кој што етеа можеби заради тоа што задоснив во студиото кај вас не успеав да кажам дека е синоним на квалитет, символ на мирот, синоним на издржливост. И возењето на буба е вистинско задоволство, а секој може тоа да го осети, доколку ја има, ја поседува и ја вози. Така е. Јас ви посакувам успешен собир во сабота, односно цел викенд.